Почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Вашиот пратеник, емисија во која имате можност одблиску и приватно да ги запознаете пратениците во Македонското собрание. Во собраниското студио денеска е гостин пратеникот Петар Ристевски. Пратеник, добре дојдовте во нашето студио. Добре ве најдов и благодарам на поканата. По професија сте дипломиран стоматолог. Пред да станете пратеник, долго време имавте своја ординација, работевте како стоматолог. Што ве натера да се вклучите во политиката? Да, јас од самиот почеток, откако дипломирав, отворив собствена приватна здравствена амбуланта, стоматолошка, како што кажавте, јас сум доктор стоматолог. И самата комуникација со луѓето создава одредени кругови на пријателства, на познанства. Кога веќе разговарате со луѓето и кога разговарате за нивните здравствени проблеми како лекар, тогаш тие комуникации, тие пријателства стануваат и подлабоки, довербата секако оди на едно повисоко ниво. И тој круг на пријатели, на познанства, на меѓусебна доверба со луѓето со кои комуницирате, постојано се зголемува и во тој начин на комуникација луѓето покрај нивните здравствени проблеми како кон лекар ги откриваат и собствените проблеми и човечки судбини, слушате тука, кои неретко се поврзани со општествените прилики во кои живееме и така како и самата професија која е поттикната од хуманоста, од помагањето, љубовта кон луѓето, кон човекот, дојде се разви една идеја за да се вклучам и така поактивно во политичките, да речам, општествени процеси, најпрво во Прилеп, а потоа и со самиот тек на нештата, на работата. Потоа бев директор на двете најголеми здравствени установи во Прилеп, најпрво на здравствениот дом, 3 години бев главен менаџер, потоа на општата болница Борка Талески и сето тоа, успешното менаџирање на каде што сум се покажал и докажал во работата, во професијата, во струката, во сферата на здравството и доведе да напредувам и во политичката кариера. Бев првен подпредседател на општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ во Прилеп, потоа председател на општинскиот комитет и сето тоа веќе беше след на околности во 2020 година да станам пратеник во Републичкото собрание и сега веќе ми е втор мандат. Ги спомнавме интензивните контакти со граѓаните како стоматолог. Ви интересираше ли политиката кога бевте млад, кога бевте средношколец или тоа дојде спонтано откако почнавте, откако работевте по вашата струка? Ме интересираше нормално како секој млад студент, да кажам, во тоа време. Јас студирав, ги започнав своите студии во 95-та година на стоматолошкиот факултет во Скопје и знаете, тој период беше еден турбулентен период за нашата држава, што еден интелектуалец, еден студент по стоматологија, секако дека сака да биде добро информиран, ги пратев сите гласила, тогаш имаше доста весници, ја пратев политичката ситуација, но не бев нешто посебно заинтересиран или немав некоја намера, некоја амбиција за да бидам вклучен во политичкиот живот, да се моја понатамошна професија да биде политиката, не сум размислувал, но ете, како што кажав, со след на околности, понатаму во животот, како што носи, комуникацијата, контактите со граѓани, со пријатели и така да понудата во тој период да се вклучам и во политичкиот живот, во редовите на политичката партија на ВМРО-ДПМНЕ прифатив, али да, како студент ги следев политичките текови во државата одблиску. Велат дека во развојот на една личност и во изградбата на карактерот
Подеднакво важно е местото на живење, потеклото, традицијата, но секако голема улога игра и семејството. Што влијаеше најмногу и од кого ја добивте најмногу поддршката кога одлучивте да се вклучите во политиката? Видете, јас сум израснат во едно патриархално семејство и денес живеам заедно во семејна куќа, заедно со своите родители. Имам сопруга Билјана, имам 3 деца, Борис, Михаил и Јана. Живеам, како што кажав, заедно со своите родители и нормално е секој, да кажем, да се огледува по на некој начин идол да има во својот родител и секако да се консултирам за сите поголеми постапки, чекори во животот со мојот татко, со мојата мајка, со родителите, но секако татко ми тука играл и голема улога во насочувањето и во одлучувањето дали во одреден момент да прифатам, да влезам во некој предизвик или не. Исто така имаше голема улога, кажав, ние сме патриархално семејство, голема улога и во насочувањето во изборот на моето образование. Од почеток некако негов беше така, да речем, по прилепски мерак да влезам во водите на здравството, да бидам стоматолог, така да јас кога синот ке верува на таткото, на родителот, го прифатив тоа, се запишав на стоматолошкиот факултет, завршив стоматологија, работев како стоматолог, така да и во онај дел кога велите дали некој влијал, може би не она да влијае во изборот, но секако било и како важно мислењето на моите родители. Ја спомнавме вашата љубов кон стоматологијата и вашето работно искуство, спонтаните разговори со граѓаните и со пациентите. Колку тоа искуство ви помага денес во работата во законодавниот дом? И како пратеник, верувам дека редовно остварувате и средби со граѓаните, но и во комуникацијата со вашите колеги тука во собранието. Видете, стоматологијата за да бидете успешен, разбира да развивате, да сте спремен да развивате тимска работа. Исто е тука во собранието, но и во сите сфери досега каде што сум работел и кога сум ги менаџирал здравствените установи во град Прилеп и тука во собранието, секако треба да бидете спремен да прифатите туѓи мислења, размислувања, да гледате до каде сте, како сте во опкружувањето, како ве прифаќаат. Сето тоа е тимска работа што секако ме научило во текот на годините, додека сум работел како стоматолог во комуникацијата со колеги, со соработници, техничари, пациенти. Како што кажав, тоа е тимска работа и секако ме научила да го развивам тој тимски дух и да можам да пливам добро во тие води и секако да бидам успешен. Кога велите ги продолжувате контактите, знаете како за еден човек најважно е да никогаш да не ги прекине контактите со пријателите, другарите, кои од најмали нозе ги стекнал па до ден денес. Многу често гледам кај самите луѓе, чудно му е некој политичар, јавна личност, ако е многу нормален и го има секаде и најнормално комуницира, што секако можам да кажам, не е случај со мене да сум нешто арогантен или нешто ајде да кажам функцијата или некоја позиција која сум ја извршувал или сега како пратеник, да направи да се однесувам поинаку од тоа што сум бил и пред да бидам на ваква функција. Јас сум во постојан контакт со моите комши, пријатели, роднини, ќе ме видите секаде во Прилеп. Уживам да пазарам на градскиот пазар, знаете, вие сте прилепчанка, среда сабота е пазарен ден во Прилеп, да, секако кога ми дозволуваат обврските, во сабота секако сум присутен на градскиот пазар, ни старата чаршија, разговарам со многу луѓе, што можам, што побарале од мене,
помагам, гледам да му се најдам на луѓето, бидејќи функциите, верувајте се, менливи. Луѓето на тие функции се менливи, денеска те има, утре те нема. Најдобро е да оставиш добар печаток кај твоите блиски, кај луѓето со кои секојдневно комуницираш, живееш, за да можеш и утре кога не си на функција некој да те повика да испиеш едно кафе на рад, да бидиш добре дојден во некоја куќа и така. Јас како можам за себе секогаш што гордо велам дека сум баш прилепчанец, ги почитувам прилепскиот дух, традиција, воспитуван сум во тој дух, значи и го живеам животот да кажам на еден таков нормален начин и апсолутно сум во контакт со сите мои сограѓани. Таков сум и по природа, по комуникативен, што секако мислам дека во овој период како пратеник ми е голема предност, бидејќи голем дел од идеите и од проблемите кои ги слушам во секојдневните контакти со граѓаните, сум ги застапувал и ги застапувам тука во Собранието на Република Македонија и придонесло со тоа да дојдеме до решенија со кои во многу му се помогнало или му солеснил животот на поголема група на граѓани. Како пратеник членувате во неколку собраниски работни тела, меѓу кои Комисијата за здравство, Комисијата за надзор на Агенцијата за следење на комуникациите и уште неколку други собраниски комисии. Зашто најмногу дебатирате и зашто најмногу се залагате за време на седниците на овие работни тела? Па видете, граѓаните ги гледаат седниците на Собранието, пленарните седници, но мислам дека многу помалци и поретко ги гледаат комисиските расправи, оние каде што се разговара и се дебатира за многу суштински закони, многу потреби на граѓаните кои произлегуваат од, како што кажав претходно, тие средби мои како пратеник со голем број на граѓани, голем број на таргет групи со кои разговараме за нивните проблеми, луѓето сакаат да остварат контакт со мене како пратеник, да ми ги искажат своите проблеми, барања, потреби, идеи, размислувања и голем дел од нив биле преку мене застапени тука во Собранието и за голем дел од нив имало разрешница. Во претходниот дел од разговорот спомнав дел како тоа се заврши со пензионерите, со тутунопроизводителите, како човек кој доаѓа од здравството и долги години својата кариера работел во секторот здравство, ме комуницирале и со посебна чест и задоволство можам да кажам за една моја активност тука во Собранието заедно со Сдруженијето за цистична фиброза, за лица болни од Асоциацијата на лица болни од цистична фиброза, што навистина самиот си се чувствувам горд на тоа што го завршивме во Собранието за тие лица, некаде околу 120 беа тогаш на број, се избориме, ја отвориме темата, ја поставиме на едно повисоко ниво, да слушнат граѓаните за проблемите на тие лица и на мое огромно задоволство и на задоволство на тие луѓе за кои тој лек во тој момент, лекот трикафта, значеше и значи живот, донесовме законски решенија и сега тие непречено го земаат, државата го обезбедува снабдувањето на тој лек на лицата болни со цистична фиброза и тие продолжија да живеат нормален живот, што е, да кажам, едно од личните мои победи кои сум ги почувствувал со работата тука во Собранието на Република Македонија. Исто сум бил во постојан контакт со лицата болни од диабет, нивните здруженија, кога има исто така проблеми. Помогнавме со законски решенија, со комуникации, со Министерството за здравство и сега во овој момент гледаме дека снабдувањето со лекови за тие лица болни од таа категорија, дека нема никакви проблеми и дека се одвива во најдобар ред.
Петоците главно се загарантирани за средбини на пратениците со граѓаните од нивните изборни единици. Во претходниот дел на разговорот спомнавме дека често сте меѓу своите прилепчани. Што најчесто ви кажуваат и какви проблеми и барања споделуваат со вас? Не само во Петоците, како што кажавте, јас сум секојдневно во комуникација со моите сограѓани. Од тоа што најчесто ги тишти луѓето се секојдневното соочување со секојдневни мали нешта, инфраструктурни проблеми и главниот проблем екзистенцијалното прашање, односно обезбедувањето на пристојна работа и пристојна заработувачка. Тоа е главно проблемите кои граѓаните ги тиштат во овој момент и поради кои се обраќаат за како пратеник, како човек од законодавната власт да ги остварат тие своји барања. Но секако граѓаните сакаат да живеат во една нормална држава и секојдневно до нас ги искажуваат своите размислувања и желби да Македонија постане една нормална европска држава во која ќе владее правото, државата ќе биде интегрирана во Европската унија, дека младите ќе останат тука, да се создадат услови да останат тука и да ги живеат и да работат на тие европски и цивилизацијски вредности и секако голем дел од она што граѓаните го порачуваат кон нас е да се обезбеди функционирање на правото и правдата за сите. За крај на нашиот денешен разговор, ова е ваш втор мандат како пратеник во Собранието. Во овој мандат ќе трае до 2028 година, кога би сакале да издвоите едно законско решение или еден ваш предлог по кој што би сакале граѓаните да ве паметат во овој мандат, што би било тоа? Претходно само да спомнам за нешто што сум се изборил, бидејќи спомнавте за крај на мандат, секако дека, како што кажав, овие функции се минливи, и јас како стоматолог во изминатиот период доста се борев за правата на лекарите, на стоматолозите тука во Собранието на Република Македонија и се изборив за зголемување на капитациониот бод на матичните лекари и стоматолози, што исто така ме прави горд, но и она што ви го кажав, секако после би се вратил на својата работа, на својата професија, така да се борев и ќе се борам за правата на моите колеги. Она што ми го поставивте како последно прашање, што е она што би сакал да го завршам во овој мандат и со кој би се гордел, ќе напоменам на она последното што го кажав во предпоследното прашање, додека го одговарав, дека навистина сакам да ја завршиме оваа реформска агенда, да ги донесеме овој сет на реформски закони кои владата го најави во овој период и мислам дека тоа во најскоро време ќе биде завршено, изгласано и тие реформски закони да се имплементираат и да дадат што побрзо резултати, за како што кажав, да Македонија биде една европска држава во која ќе владее правото, правниот систем, во која луѓето ќе можат да ги остваруваат нормално своите човечки права, да не зборуваме повеќе за водоводи и канализации, тие работи да бидат минато, да бидат завршени, но во 21. век секако да зборуваме за развој и за имплементација на, како што кажав, тие европски цивилизацијски вредности, младите луѓе кои се способни, кои се едуцирани, образовани, да останат, да творат, да работат, да живеат тука во Македонија, тука да создаваат сопствени поколенија, да не се иселуваме по светот и со тоа да ја направиме Македонија земја на среќни луѓе. Тоа ќе бидам многу задоволен ако мал дел од овие реформски закони најдат место и се имплементираат до крајот на овој мандат. Ви благодарам за денешниот разговор и што со нашите гледачи ги споделивте вашите видувања за подобар живот. Ви благодарам и на вас на поканата.